Благодарам. Буџетите пред избори, а ние сме неколку месеци пред избори, тешко може да се квалификуваат како развојни. Најчесто тие се нарекуваат токму така предизборни или буџети за политички спас, поинаку. Моите забелешки се во следниве области. Прво, многу се разочарав што не добив разбирање и не добија разбирање вработените во собраниската администрација, оние кои се сијамски близнаци со нас. Нашата работа, за да биде добра, потребно е да имаме задоволна администрација. За жал, мнозина од вас, гледам жени овде пред мене, минатата година изразија разбирање за 30% покачување, замислете, во Министерството за финансии, ама не видоа дека се работи за посебна собраниска администрација и покачување од 10% би било навистина добре дојдено. Друго што мене ме разочара годинава, ама и минатата година, е целосното неразбирање за зелената агенда, нашето зелено однесување, морам да кажам, во услови кога во последниве години годишно умираат помеѓу 3.500 и 5.500 граѓани во Македонија директно заради загадениот воздух. Замислете, се немаше разбирање за 0,15% од вкупните средства, од овие 5,5 милиарди, тоа се 10 милиони евра, 0,15% за здрава животна средина. Се изморив, слушајки секоја година, ист одговор од министер или од заменик министер, кога бараме да се замени грејењето во здравствените и образовните институции со еколошки извори наместо нафта и мазут, и секоја година се укажува дека се одвоени средства во подпрограмата, проверете ја под подпрограмата, тамо има 0 средства. Предпоставувам дека пред Нова година сме, па некој очекува Дедо Мраз да го реши проблемот. Понатаму, како мала држава, мене ми е јасно дека можеме да се надпреваруваме во што? Во култура, во уметност, во спорт, во образование и во наука. Ама ни годинава немаше разбирање ниту за издавачката дејност, ниту за библиотечната дејност, што ќе разбираат луѓе библиотека кога не прочитале книга, за филмската уметност. Да подсетам, она што го направиле Милчо, Теона, Столе, не го направил ниту еден политичар.